Почитувани гледачи, добре дојдовте во најновото издание на емисијата Мотиви. Денешната тема горлива за нашето секојдневие. Да го погледнеме најпрво прилогот, од кој верувам дека веќе ќе претпоставите за што ќе се работи денеска. Децата во основните училишта во Битола се почесто се едуцираат за превенција како да се заштитат од педофилите. Покрај ова се повеќе расте свесноста дека доколку се случи таков настан, истиот мора да се пријави и да биде соодветно третиран. Поголемиот број на пријавени лица во 2012 година во однос на 2011 зборува и за податокот дека се надминуваат стереотипите, оти за ваквата појава треба да се премолчи. Службата за ментално здравје на деца и млади при клиничката болница долги години работи со проблемот на сексуални злоупотреби на децата, на жртви на сексуални злоупотреби. Некојаш тие остануваат неоткриени од страна на полицијата, од истражните органи, меѓутоа со време со разговори се откриваат таквите случувања кои се случиле пред 5-10 години, меѓутоа последиците останале и се буваат сега, да речем, во сегашниот период. Во меѓувреме и натаму пристигнуваат реакции околу представката да Уставниот суд поднесен од 5 осудени педофили, за кои јавноста реагира дека 4 се во затвор за облюба на сопствено дете. Академикот професор доктор Гораст Росоклија, член на Македонската академија на науките и уметностите, кој работи на Колумбија универзитетот во Соединетите Американски држави, на социјалните мрежи изјави дека и во најдемократската држава на светот постои ваков закон. Тој како родител на 4 деца во многу наврати се информирал дали во соседството има педофили и бил благодарен на постоењето на овој закон. Според него законот за јавно објавување на името, фотографијата, адресата на живење и видот на стореното дело на педофилот треба да остане во сила, а македонските уставни судии, доколку го укинат законот, ќе треба на македонското општество и на македонските деца да им обезбедат заштита од педофилите или ќе бидат повикани на одговорност за секое дете силувано од педофил кој бил претходно осуден, но тоа родителите, децата и јавноста не го знаеле. Инаку во Соединетите Американски држави постои закон на Меган Канка, именуван по девојче кое е силувано и убиено од првиот сосед, претходно осуден педофил кој ја отслужил казната, но соседството тоа не го знаело. Според овој закон јавно се објавуваат имињата на педофилите и нивните фотографии, адресата на живење, степенот на кривична одговорност и детали за сторените дела. Како и кај нас сега, пред Врховниот суд на Соединетите држави беше покрената постапка за оцена на уставноста на законот. Педофилите се жалеле дека ја отслужиле казната и дека јавното објавување на нивните имиња повторно ги казнува. Врховниот суд на Соединетите држави се согласил со ова нивно тврдење, но сепак заклучил дека интересот на децата и нивната заштита е над граѓанското право на педофилот и законот на Меган Канка е во сила и денес. Врховниот суд на Соединетите држави одлучил дека интересот на детето и на општеството се над граѓанското право на педофилот. Мотивот за денешните мотиви се настаните кои се почесто се случуваат во нашето обкружување. За нив ќе проговориме со денешните гости. Директорот на првата детска амбасада во светот Мегеши, господинот Драги Смијанац и гешталт терапевтот господинот Сашо Кочанковски. Добре ни дојдовте во емисијата. Пред се морам да кажам дека не сум многу среќна што мотив за вашето гостување во оваа емисија токму темата педофилија, која некако се почесто не се случува, ако не треба да одиме многу наназад, нели само последната тема, последната недела, ако ја разгледаме и анализираме, ќе видиме дека или тоа е во страшен пораст, или се случува нешто што навистина не е нормално во нашето секојдневие. Господине Смијанац, вие како прв човек на детската амбасада Мегеши се сретнувате со секакви проблеми кои ги опфаќаат децата, еден од нив е педофилијата. Ќе проговориме и за тоа за што се залагате, бидејќи вие имате и конкретни работи за кои се залагате во, да речем, низ вашата работа, меѓутоа најпрво како ќе го коментирате цел овој период и настаните што се случуваат?
И јас како граѓаните се прашам кој е тој мотив еден родител да силува дете. Значи, како се станува монструм кој го уништува детскиот живот за цел живот. Значи, една од најтешките травми која може на детето да му се случи е сексуална злоупотреба, родоскрнавање од возрасно лице, дете кое е помало од 14 години. И исто имам личен мотив да ги потикнам родителите на поголема мобилност, будност, внимание, да бидат првите кои ќе препознаат несоодветно несување на детето, повлекување, проблем, ако евентуално жртва, а уште подобро да бидат свесни дека педофилот може да биде некој нивен брат, чичко, вујко, бидејќи во најголем број случаеви педофилите се познати на децата и уште пострашно е што тие на кои треба да се потпрат, всушност ги силуваат децата, а тешкотијата да биде поголема е детето се плаши да се довери за тоа што му се случува, не секогаш наоѓа разбирање од најблиските, и ако пријави, процесот на докажување на вината кон осомничениот иде многу тешко, долго, затоа се залагаме тој што го силувал детето да биде во притвор, и седе дека не се докаже вината да биде во притвор за да не се влие на конечната изјава на детето, затоа што многу често праксата ви покажува дека доколку детето се врати во средината, таму каде што му се случило тој злостор, некои од блиските влијаат на детето заради срамот, стравот и заради единствениот хранител на семејството да детето биде принудено да ја менува изјавата. Господине Кочанковски, вас се консултиравме во текот на ова измината недела, нели поводот беше Уставниот суд и одредените реакции, особено на граѓанските организации, меѓутоа и на родителите, како и на сите речиси луѓе од целата македонска јавност, околу тоа дали педофилите треба да бидат познати, односно дали треба да бидат препознаени, да се наоѓаат на некоја јавна листа. И во текот на емитувањето на тие прилози на нашата програма и секако во нашата рубрика Отворен ало, сакам да кажам, во која голем дел од гледачите се јавуваат, имаше доста реакции на граѓаните. Вие работите како психотерапевт во клиничката болница во Битола и кажавте дека мора да се делува во случај кога дете е нападнато. Зошто мора да се делува веднаш? Секако. Значи, нема човек кој не се згрозува кога ќе слушне ваква информација, освен педофилите секако. И нивниот, да речем, процентер во некои статистички рамки кога ги зборуваме не е ни толку мал, дури 5% нели од популацијата по некои истражување. Меѓутоа, травмите кои се случуваат врз децата, значи травматските стресни искуства, кога на оние посебно кои биле изложени на сексуална злоупотреба, злоставување сексуално и така например, сите форми, се многу бројни и длабоки и долготрајни. И заради тоа, значи, психолозите, психотерапевтите, стручните лица кои работаат со овие жртви на вакви насилства, препорачуваат, значи, што побрзо да се интервенира. Значи, не да се премолчува, не да се убедува детето да се влијае токму тоа. Затоа што тоа е срамно, затоа што тоа, не знам, неприфатливо, заради тоа што ќе биде стигматизирано и тоа се најчестите причини заради или па процедурите кои судските или истражните траат, нели треба да се докажува и така натаму. Една од причините зашто голем број на родители, да речем, на деца не ги пријавуваат ваквите жртви, ваквите случувања. Исто се согласувам со мој пријател Драги, дека тоа треба да се прави, значи да се пријавува, не само за да се евидентира, туку и да се покренува постапка и првенствено пред се, нели за она кое јас зборувам, да се почне навремено и брзо да почне да се третира. Сашо, ти си во право, на Македонија нема прифатилиште за деца кои во првите 48 часа ќе бидат згрижени на време за да се почне на време процес на ресоциализација и рехабилитација. Тој е проблем. И ние тој проблем го имаме нотирано во нашиот извештај до комитетот и оваа влада и следната и било која тоа треба да го реализира. Многу е битно интервентно во првиот атак, би рекол, на детето да се згрижи. Сега,
Оно што сакам да го надополнам, бидејќи не е дефинирано дали педофилијата е болест, психичко расстройство или остроумност на некои добри чичковци кои упорно трпеливо ја стекнуваат довербата на детето и при тоа имаат убедување дека детето било виновно за тоа што нему му се случило, а тој многу го сака детето и затоа тоа му го направил, а откако ќе го силува му се заканува и по животот и безбедноста на детето, се става дополнителна забуна кај детето што да стори, бидејќи неговите родители не го препознаваат условно вујкото, чичкото, тетката или не знам кој дека е можен потенцијален педофил. И бидејќи нема сигурен третман за нив, значи они едноставно не може да го контролираат нагонот или билото, го повторува делото и затоа ние велиме за рецидивистите бараме доживотна казна затвор, а за да не се случи тоа, покрај овој централен регистар кој треба да биде јавен карактер за сите институции кои работат со деца, а ние велиме дека треба да има ограничен карактер за родителите кои имаат основен сомнеж под одредени гаранции да добијат информација од МВР, да знаат како да го превенираат, а не како да го атакуваат педофилот, затоа што тој родител, ако атакува педофил, може да одговара како за човек кој е слободен граѓанин и на тој начин нема да му помогне во заштита на детето. Сметаме дека владата подитно, многу брзо, за да се намали овој број на повторништва кои вие ги кажувате, еве за една недела колку случаи имаме, а имаме централен регистар. Значи тоа не е доволна превентивна мерка. Предлагаме медикаментна терапија, хемиска кастрација, која на секои 3 месеци педофилот ќе ја прима за да го контролира нагонот или билото, и носење на електронски алки за да може полицијата што да знае движењето на педофилот, дали ќе се врти околу училиште, околу паркот, околу градинка. Ако и тие мерки откажат, тогаш доживотна казна затвор или како во Канада, Франција, затвор болница со целосна изолација, бидејќи едноставно тој случај не поправи. Или рекохме дека педофилите не им пишува начелото или немаат некои препознатливи карактеристики. Вие многу баба ги опишавте, или се тоа добри луѓе, кои особено луѓето не ги знаат, или се личности најчесто на кои децата им веруваат. Сега, тука можеме да одвоиме и два вида на педофили, нели, кои ги има во семејствата, за кои најчесто се кјути, и оние јавни видови на така наречени педофили, како што беше вчера со случајот во Карпош во Скопје, кога беа 4 девојчиња нападнати, нели беше ова недела откриен случајот во Штип, денес во Штип, во Кочани, нели, и то со таткот веќе и веќе дури и во Битола, да, токму случајот со околу основните училишта. Меѓутоа во последно време, ако порано се сметаше дека девојчињата се загрозената категорија, сега се гледа дека тоа воопшто не е така. Значи деца е сега загрозен поим дете, се едно дали е машко дете или женско дете. Во проценти, Саша, ако нешто сум грешка би сакал да ме надополни, во проценти 90 до 90% се девојчиња жртви, така, а 5 до 10% се момчиња жртви. Оно што мене лично ме загрижува во дебата со некои стручни лица, експерти, велат треба да бидеме внимателни со жртвите, зашто тие најчесто стануваат жртви. И јас сега почнам да размислам математички. Добро, ако се 90 до 95% девојчиња жртви, како тогаш имаме 90 до 90% педофили мажи, а тие девојчиња не стануваат педофилки? Точно. Значи, тие 5% од машки не имаат... Која е таа патологија, деструкција во човекот, во мажот, да биде педофил, бидејќи во 90% е машкиот пол. Емилија спомна претходно дека дали им пишува начелото на они педофили, дека сепа да имаме ние заштита, па забрана, па ограничување, така, за жал нема. Меѓутоа има истражувања кои се правени, секако не кај нас, меѓутоа една од проблемите и причините зашто не се направени успешни обиди за третман, секако дека педофилијата е болест, знам, класифицирана и класификација на заболувања и во многу добро опишани критериуми кои се диагностички во диагностички, статистички прирачник на Американската психолошка асоциација за психички пораметувања се станува болест. Има некои сознанија, истражувања правени во врска со карактеристики на педофилите, или по некоја друга прилика може би зборувале, значи тоа согласни се сите оние кои истражувале доста дека тоа не е наследно. Дека заради некои пореметувања најчесто психички ги нарекуваат. Најчесто се контрола
на однесувањето, посебно на сексуалниот нагон, контролирање на однесувањето и речем стимулирањето, сексуалното стимулирање од мали деца. Да не наблегуваме дека тие ќе може да не дека биле злоставувани, мислам како што како мали, туку имале некои низа случувања кои влијаеле на нивниот развој. Тоа некој дури спомнува дека дури оштетувањата во младото детство на главата со губење на свест, да речеме голем процент кај педофилите се најдени такви некои сознали искуства или пак не знам. Но Сашо, кога нели велиме родителот има родителски инстинкт на заштита, ајде психичкото расстройство, болеста кај педофилите, некако можам да разбирам, ние ако морам да кажам дека некои од нив точно бираат професии каде ќе работат, точно се трпеју истекнување на довербата и точно имаат механизми како да пристапат и да го злоупотреба детето. И затоа дека се добро паметни, доволно паметни, интелигентни. Не да кажеме дека отсуствува некаква интелигенција или имаме предрасуди како изгледа. Морам да споделам една анекдота. Имав тренинг со Новотни и со Гоневски. И со суди, и со јавни обвинители, и со полицајци, инспектори. И јас бев еден од тие кои сгрешија со сите суди од 16 лика не успеав ниту еден да препозна, бидејќи јас за мене имав одредено видување како треба да изгледа педофилот. Кога Цена-Чаловска држеше обука со полициските инспектори, четворица од нив веднаш ги погодија. А знаете дека има многу предрасуди за полицајците дека не се доволно интелигентни и такви натаму, што апсурд е поинаква конотација. Тоа е едниот момент. Вториот е што го кажав како загриженост. Како може татко да родоскрнавува дете? Ако родителскиот инстинкт е посилен од и сексуалниот нагон. Токму и во тоа е проблемот и затоа многу случаи не се пријавуваат и откриваат. Голем број од таквите злоставувања сексуални се случуваат во кругот на семејството, помеѓу најблиските, нели? Најчесто се пријавуваат, како што кажете, случаи кои се надвор од семејството кои се случувале, нели? Злоставувања, нели, изложеност на сексуално малтретирање, манипулации и така натаму. Тогаш е многу полесно родителите, меѓутоа овие родители се исто така родители на кои им треба, да речем, изолирање, лекување, забрана, казна. Во секој случај треба да бидат казнети педофилите, затоа што тоа е кривично дело. Точно. Репресивните казни, покрај тоа што ги изголевивме на наше инсистирање двојно, не водиат толку со плод. Значи, повторно имаме случај на родоскрнавање, педофилија и сексуална злоупотреба. И тоа што почесто се открива. Дури централниот регистар се покажа дека не е ефикасен. Но што почнувам ја лично да размислам, може би граѓанскиот сектор треба да се активира од тој поглед, едукација на децата на препознавање на ризично однесување, на ситуација кога некој подарува, подкупува, го измамува детето, го влекува во станот, во кола и така натаму, децата како да ги препознаат тие однесувања за да не бидат жртви. Дури ние мислиме дека треба малку да се работи во воспитно-образовниот процес, децата да бидат educirани и ако евентуално детето дојде до таа ситуација како да се самозаштити. Велиме, треба да се удира педофилот по незгодни делови на телото, да се гризе, да се вриска, да се бара помош, можеби и ќе се помогне. Значи мора децата, ако ги едуцираме на тој начин, може да создадеме ефект да се плашат од секој потенцијален чичко кој има некакви намери, но сепак превенцијата мислам дека е многу подобро отколку да делуваме рестриктивно со високи казни, со регистри, затоа што и воспитно-образовниот процес, а и она што велиме бидејќи се не поправи или доживотна казна или целосна изолација, затвор, може би на некој начин да се помогне да се стави под контрола. Потполно се согласувам, значи многу по-ефикасни, по-ефективни ќе бидат овие превентивни програми, значи едукативни, информативни програми, и тоа не треба да се случува тоа од време на време инцидента кој има случаи или некоја програма долгорочна со која ќе се занимаваат, да речеме, оние не само невладни организации кои работат на заштита на правата на детето, кои да бидат вклучени. Еве Сашо, во кој учебник најди пишува децата дека имаат право на приватност, дека никој не сме да ги пипка по интимните делови, дека тоа е само негово право и никој тоа не сме да го прави, но најблиските.
Па затоа и формирањето и едукацијата на младите деца, да речем, на децата воопшто, меѓутоа исто така и едукацијата на родителите, како и тие треба да се однесуваат во воспитувањето на нивните деца, да речем, во превенирањето на активности кои во препознавањето на знаците на однесувањето на детето ако се веќе жртва. Секако, во сите тие аспекти, значи тоа е еден всеопатен процес во кој треба да систематски да учествуваат и контролираат, значи на време туку плюс треба да се работи, значи имаме Завод за ментално здравје, невропсихијатрија за деца и млади, значи треба да се едуцираат кадри, што повеќе да се сензибилизираат за работа со деца. Детето кога е жртва, да му пристапат сериозно, значи да не го виктимизираат, стигматизираат со изјава во полиција, центар и така натаму, со специјални методи, со кукли, со цртежи и така натаму, да дојде до вистината и судијата никако на главен претрес да дозволи на инсистирање на одбрана со чување на детето жртва со, например, таткото родоскрвнавач, тие техники да бидат градени како аргумент на судијата во донесување на конечна пресуда и на тој начин можеме многу да им помогнеме на децата, да ги охрабриме да се јават, затоа што имаат довера во институциите дека тие нема да бидат дополнителни жртви на нефункционалноста на системот. Така е, мислам, во секој случај треба да има координираност меѓу сите институции кои се вклучени на некој начин во сето. И после откривањето на некој таков настан треба да биде проследена таа процедура, значи да има некоја процедура, така побрзана, дали тоа ќе биде истражен открив, дали ќе биде инспектор од полиција, центар за социјална работа, нели Завод за ментално здравје или служба за ментално здравје во Битола, за да може да се направи се најдобро. Јас многу често споделувам практични примери за да се свати дека ситуацијата е многу алармантна. Ево во гостиве. Судијата на главен претрес дозволи таткото да се сложи со детето и детето аменува изјавата затоа што тоа девојче кој таткото го терал морален секс било вратено во семејството и чичкото и мајката извршиле притисок на детето и да не било изјавата на наставничката првична на девојчето, немаше да биде тој казнат педофил. Јас кога разговарав со директорот на центарот во Кичево, тој ми рече не можевме ништо да сториме освен да го вратиме назад, немаме изгрижувачки семејства за деца жртви на сексуална злоупотреба. Вие сте го вратили на местото на злосторот, во куќата на ужасот. Како сте можеле такво нешто да направи? Имаме врзани раце. Тоа не е добар систем на заштита. Па токму на тоа да се вратиме, нели цела ова прашина последниве 10 дена се покрена по иницијативата на 5 педофили да не им се, да речем, до уставен суд за да не бидат јавно објавени во регистарот на педофили. А интересно е тоа што токму 5 од тие кои ја поднеле иницијативата се, да речем, необични педофили со прекршоци, туку 4 случаи биле родители што биле родоскрвнавање врз сопственото дете. Што значи сега, ако не знам, јас тука не можам таа работа да ја разберам, значи како од една страна тука би се заштитило може би замена на тези. Едно е да се гарантира детето жртва, да се заштити, а друго е да се гарантира приватност и интегритетот на педофилот. Значи, ако се замена тези, имаме проблем. Тоа е една работа. Втора, ние кажавме нашиот став, дека педофилот треба да биде објавен без излегување од затвор. Зошто додека у затвор 15 години ние треба да знаеме кој е педофил? Зошто? Која е причината? Кога ќе излезе трета работа, тие сите што се во централниот регистар, сите се од 2006 па нааму. А колку педофили има пред 2006? А велиме рецидивизам, зошто не ги дознаеме сите педофили кои било осудени? Четврта работа, не смеат граѓаните да подлежат на земање на правдата во сферата. Значи, на тој начин не му помагаат на детето, туку го стават семејството по знак прашање кој утре ќе го издржува ако некој вознемирен родител, огорчен, истепа или не да Боже убие педофил. А на тој начин пак државата очигледно кога граѓаните преземаат работата во свој раце покажува слабости на функционирање на мобилност и ефикасност. И не е доволно, повторно ќе кажем, да се амнестира државата со централниот регистар, дека на тој начин како мерка превентивна ќе го решиме проблемот кога еве се повторува, зачестува насилството. Јас ќе повторам. И Русија, и Молдавија, и Полска, и Чешка, и Јужна Кореја, Британија, Канада, Франција, сите тие земји имаат воведена хемиска кастрација. Не знам зашто се чека кај нас.
хемиската кастрација дури не треба ни да ја гледаме како репресивна. Таа е превентивна мерка и му помага на педофилот за добро на децата, а и негово добро да не оди повторно в затвор, бидејќи бараме доживотна казна затвор, да го контролира неговото либидо и нагон. Дури само за ваша информација, мислам дека знаете, во Чешка доживотната казна затвор се менува со физичка кастрација. И толку. Но има чекор по чекор, се надам дека владата ќе ги прифати нашите заложби. Денеска што туку добив информација дека и од медиумите веќе се заинтересирани поинтензивно да ја туркаат таа наша заложба за хемиска кастрација. Можеби навидум изгледа лошо, звучи, но ние можеме да ја трансферираме поблаго ако веќе сакаме дека тоа медикаментна терапија со примање на лекови, но тогаш треба државата да земе одговорност лекарите на секои 3 месеци да ја следат терапијата, а и полицијата со следење. Никако без следење, затоа што повторно може да се случи насилство. Да, секако, мислам, таа е всушност медикаментозна терапија како една од формите на третман. Нели рековме дека педофилијата представува болест, нели пореметување на личноста на сексуалниот нагон. Исто така уште една форма на третман е психотерапијата, нели? Најчесто користена на запад е бихевиорална терапија, комбинирана со медикаментозната, така наречена психичка хемиска кастрација. И има, да речем, сознание истражување дека оние педофили кои после издржувањето на затвор или во текот на издржувањето на затворската казна биле подложени на ова психотерапија, значи помалку правеле рецидиви отколку оние другите, мислам статистички значајно, нели? Затоа е важно комбинирано со медикаментозна терапија, нели? Заедно со меѓутоа кога ќе се спомни одна, да речем самиот термин кастрација, одно луѓето помислуваат на нешто лошо, всушност не знаејќи дека хемиската кастрација значи најобичен лек кој контролира одредени нагони. Да, го става под контрола нагонот и либидото, но тоа мора да биде под строг надзор на институциите, и ако институциите затаја, тогаш одговорноста треба да е презема, додека тој не се јавил на време или не го предвиделе на време или не го следеле. Така. Јасно. Што станува со понатаму, значи мора да направиме, вие убаво го кажавте, да не ги замениме тезите. Едни од обуките кои вие ги вршевте со новинарите, беше тоа дека при одредена ваква ситуација мора многу да се внимава на идентитетот на детето. Значи детето мора да биде заштитено, затоа што тоа е веќе еднаш жртва. Ако вие не го извадите во јавност, тоа ќе биде жртва од многу аспекти. Значи од секакви, и од подложност повторно да се направи од целото општество. Так. Соучесник на злосторот. Так. На кој начин, например, може да се заштитат децата, земајќи во предвид дека голем дел од извршените дела на педофилите се направени токму врз нивните деца, кога вие ќе ги објавите во регистарот, нели? Ако се стави таму дека нели се кажува за извршеното дело. Не треба да се дадат детали кој бил жртва. Так, значи според вас тоа би било да. Никако, јас лично од министерот дознав дека и вие кажавте од тие 5-4 биле родоскрвнавувачи. Значи ние кога ќе направиме увид и кога ќе видиме кој дете жртва, замислите во мала средина, сите како тоа дете ќе се справи со проблемот, значи правиме проблем дополнителен, не само ние што се бориме против педофилите, него ги жигосуваме на тој начин и децата и не ги заштитуваме, а не само институциите, туку и новинарите. Се сеќаваш, убаво говоревме, не треба да се известува оваа куќа тука се случи, адреса, број, или девојчето од 14 години во едно село каде што има едно девојче од 14 години, или не знам какви детали, и не треба да идеме од ексклузивни вести, топ да не бидат дека од аспект на крв, насилство, него од аспект да ги информираме граѓаните за поголема мобилност, превенција, дека мора да сватат дека тие живеат педофили или педофилки тука негде околу нас и дека ние мора да знаеме како да детето или го информираме, или го заштитиме, или не дај Боже ако се случи, како да ги препознаеме симптомите за да може брзо да реагираме. И двајцата сме согласни дека во Македонија има потреба за
брз процес на рехабилитација и социализација на децата, за тоа да не се запечати еднаш за секогаш и да создадеме од децата личности кои не може да се адаптираат во општеството и да се плашат од сите натаму што нивни движења. Секако, значи, најпрво треба на жртвата на сексуалното насилство треба да детето, мислам, важно е најпрвен да се заштити, така да му се пруži чувство на сигурност и заштита, нели? Она што и Драги претходно да помена, дека во ситуации кога родителот е тој кој го врши насилството сексуално врз детето, тоа как ќе биде заштитникот на детето, нели? И оние случувања, нели, заштитување на идентитетот на детето и така натам, дури и иницијалите, вече во мало место ти ќе ги најдеш, возраст, локација, па уште ако се сними куќата, живеелиштето или не знам школа. Значи таквите работи не придонесуваат за подобрување на состојбата на детето, тоа што може да придонесат стигматизација, нели, и чувство на срам, на крижица, депресивност, па дури и самоубиство на жртвите, нели? Една работа родителите мора да знаат. Детето колку што е помало, толку повеќе треба да му се верува дека она што го кажува е вистина. Е вистина. Значи, не смеат родителите да се подсмеват или да имат со недоверба кон некакви симптоми, ќе се консултираат со луѓе кои се стручни за тоа, има техники и методи како да се документира, но не да не му придава значење затоа што тоа е многу сериозно. Кај вас тие работите во клиничката болница, во делот, да речам, каде се работи со деца. Има ли деца кои доаѓаат и бараат помош? Сте надминали онај стереотип на плашење дека треба да се побара помош стручна, доколку станува збор, нели, за случај повреден од одредени? Да, има, речем, најчесто две форми, два начини на јавување. Дали тоа ќе биде упатени од страна на Центар за социјална работа или од истражено судија или од инспекторите од полицијата, заради случувања кои се случиле несакани врз децата, па ги упатуваат кај нас, за да може да почне третманот, нели, веројатно и да се добијат некои информации повеќе од една страна. Мислам, тоа е некако веќе уходана процедура заради оние сите следби што ги имавме со компетентните, релевантните институции, нели, и заради сепак во интерес на детето. И од другиот начин на добивање на информација, на сознание се кога заради некои други проблеми ќе дојдат, да речем, децата заедно со едни од родителите, па после мајката најчесто ќе каже дека еве се случувале такви и такви, значи посредно ние добиваме информации, меѓутоа за време, не знам, веќе поминато, па не знам, проблеми настанати, каде што, не знам, ќе треба... И колко е тешко тогаш да се лечат тие лузни? Повеќе работи. Лузните, значи, треба ги напомена нешто, дека зависност од видот на травматската случка, нели, има случувања кои се високо травматизирачки, травматски, нели, како силување, како инцест и така натаму, каде што има физички контакти. Дори психичката болка е многу потешко од физичката кога детето. Видот на травматското искуство, значи така ќе одат и значи не и начинот на работење со тие деца, меѓутоа и начинот на надминување на сите тешкоти, затоа што најпрво се јавува недоверба, нели, значи постои недоверба детето, па несигурност. Уште еден апел до судиите, ниту една казна не е соодветна за болката и травмата која детето има доживеано. Значи јас имав обука со суди и јавни обвинители и во Штеп, и во Битола, и во многу градови, и кога ги прашат судиите, добро вие судии, судики, зошто секогаш го допирате минимумот на досудување на случајот XX, што ќе направите ако вашето дете е жртва? Знаете како изреагира, колку ги боли? Значи мора да има сензибилитет и кај судиите кога судат вакви случаи, не може секој да биде судија за деца и да суди. Обуки треба да има. Точно, не само за правата на децата, воопшто сензибилитетот е битен. Иначе морам да ви кажеме на работа, педофилија значи има и во католичка црква.
и во православна црква. Наставници педофили во воспитно образование, тренери. Значи не можеме Така ги има секаде, во случај со Грција, па исто излезе пред 2-3 дена кошаркарски тренер, осудена затворска казна 220 години за 56 откриени случаи. И дали забележувате сега нешто на BBC и така, колку сега се говори за жртвите кои порано се случувале и морале да молчат заради интегритетот прво на семејството, на детето, а второ заради таа неверицата дека тој познат лорд, сенатор или не знам што, дека е педофил. Па и сите установи, значи веќе нема молк. Оно што можем да кажам дека навистина го слушавме молкот. Но сега имаме следен проблем. Мобилност, внимателност и функционална заштита на институциите на системот. Мора да сватат поврзување на сите единици во системот. И уште нешто, Центарот за социјална работа е многу клучен, морам да го спомнам. Значи не треба само да гледаме психолог и педагог во училиште. Клучни се. Но оној кој може единствен да тропне во дома, да ја направи амнеза на состојбата, дали е семејството дисфункционално или во ризик, независно од економската благосостојба. Имаме предрасуди сега само педофили има во рурални средини и тие се откриваат повеќе. Има педофили во бизнес круговите, ние не сме уште открили таков скандал. Значи, тоа мора Центарот за социјална работа да биде мобилен и затоа предложивме две мерки до комитетот. Една е во секој училиште да има социјален работник или општината да има социјален работник, бидејќи под надлежност локалната самоуправа основното образование кој ќе врши контрола, мониторинг на семејствата и не може државата да се амнестира, ние не можеме да влеземе во секој дом. Може, не може, ама треба да ја знае состојбата во секој дом. Така. Јас би запрашала уште неколку аспекти, да речем, се отвараат со самата дискусија, со самото разговарање, веројатно ги имаме многу од кои треба да се почне, можда нема да имаме ни доволно време да ги зачнеме сите што треба. Господин Кочанковски, јас споменавте соработката со полицијата, со судот, со болницата и така натаму. Според вас, да речеме, како една мерка повторно на предпазливост, колку време му треба на едно дете барем да ги надмини тие психички трауми кои ги доживеало? Првен сакам да ви кажам дека тројца од тимот кои работеме во службата за ментално здраве на деца и млади во Битола посетувале и завршиле постдипломска обука и едукација за справување за психосоцијален травматски стрес и така натаму. Обучени и долги години веќе работиме. Колку време треба зависи од многу фактори. Јас напоменав дека еден од факторите всушност тежината на травматската случка. Понатаму развојната возраст на детето, структурата на личноста на детето, каков тип на личност е, понатаму семејството. Така, и средината и секој. Средината, обкружувањето, другарите, училиштето, од многу фактори влијае како ќе се зборувајќи за личноста, тука зборувам за степенот на когнитивниот развој, интелигенцијата, па емоционалната зрелост. Меѓутоа во секој случај ние според лузната останува, може да се залечи, лузната останува. Да, лузната останува. Има некои, да речем, согледување и истражување дека ако во помало возраст ќе се заборави, травматската случка се случила кај детето, меѓутоа тоа не значи дека исчезнала. Затоа што во некој нареден развојен период на детето, обично тука во ќе дојде во пубертет или во подоцнежен развоен стадиум, може да се јават уште посилни, како речем, проблеми заради некои случаи што се случили на 3-4 годишна возраст. Лузната може да ја допечатираат и државните институции со нивната работа. Случајот со девојчето и со кравото цело лабуниште. Се сеќавам. Да, и вие многу често го потенциравте тој случај. И фокус Мирослава идеше да истражува до моментот да допре што се случувало од 29 до 31 јануар 2009 година. Знаете дека од нови стигна одговор дека таа е строго доверливо, дека не сме ништо, ќе се загрози безбедноста и така натаму и така натаму. Тој случај за нас говори дека јавно новините ни кажа нема сексуална злоупотреба и полиција и Центар за социјална работа, а гинекологот наведе во неговиот допис дека отсуствува хининарна мембрана, дека девојчето имала 2 тешки повреди и таа
приказна сите аготна од државните институции дека девојчето во 22:45 качувајќи се да го изгасни светлото се наденала на сукава и е затворен процесот. Некогаш државните институции знаат да штитат во интерес на мотникот, а децата жртви понатаму страдаат. Ние не прекинуваме тука, значи го мобилизиравме медиумот и мислам дека наскоро ќе се открие затоа што неформално двајца форензичари кажаа дека не само што тоа било два пати направено, туку и во два различни периоди. И замислете дека институциите не гледаат, не препознаваат дека на детето кријат личност, значи каде не знам, најверојатно може да кријат личност, може да кријат организирана група на трговија со деца. Јас не можам да гарантирам, не знам, но сум згрозен затоа што приказната со детевичето и со клавото излезе на тапет во многу медиуми дека Македонија е прва земја во светот каде што може да се изгуби невиност од наденување на сука. И тоа сме први. И мислам дека на тој начин не им помагаме на децата, затоа што премолчување на насилникот, на тие кои премолчуваат, тоа значи дека се дава простор насилството да се репродуцира. Тогаш кој ќе превземе одговорност ако се случи следно девојче од Лебониште или од не знам кое друго место? Имаме ли механизам? Еве при крај сме на самата емисија, вие да речам отворено. Ние можеме да вршиме притисок на власта, граѓанска поддршка имаме, медиумска имаме, значи може да го мобилизираме системот, затоа што ја не верувам доволно во ефикасност на системот. Таткото што ги силуваше пред неколку години поранешен воен ветеран, за жал Сашо, и тој се викаше Сашо, кој ги силуваше со право на видување. Он бараше децата да му бидат сместени во село Љубанци. Тоа е специјално училиште за згрижување на деца без родителска грижа. Центарот во најдобар интерес на детето проценил дека тој Сашо кој се занимава со криминал и тера во брачната сопруга на проституција, му довери 3 месеци право на видување кај што тој Сашо таткото со неговиот другар ги силуваше 6 и 8 годишните девојчиња. И кога ја барав пред заменик, тогаш беше министер Спиро Ристовски со ижетни мети на емисијата на Не си сам, што одеше порано на еден, дека ја кога би бил министер би разрешил некој таму од институциите како може да довери право на видување на човек. Одговори, а пак не можеме да гледаме ние на графче кој како се однесува и така натаму и така натаму. Веднаш после тоа се случи Велес. Таткото ги силуваше година, 3 и 6 години. Така. И повторно тука имавме проблем околу функционалност на центарот во детектирање на состојбата во тоа семејство. И знаете колку основни судија досуди на тој татко монструм? Само 15 години, затоа што има во правото, во кривично закон една дупка, ако стек наречен, ако едно кривично дело, ако деца се 5 жртви, 10 или не знам колку, го сметат за едно кривично дело, не го третираат секој дете жртва како посебно кривично дело. Ако го третираат секој дете жртва како посебно кривично дело, 3 деца жртви на таа возраст, тогаш 45 години требаше судиката во Основен суд во Велес. Ние баравме јавниот обвинител да го обжали тоа, не може поради законот. Во секој случај, значи, треба да се делува понатаму за да се придонесе кон поголема заштита и безбедност на децата, нели, од една страна, меѓутоа и кон соодветно казнување на сторителите на вакви тешки кривични дела како што се сексуално злоставување, нели, педофилија и така натаму. Значи треба на повеќе аспекти да се работи, реков, нели, на информирање, едуцирање, превенција, законско делување, па јас кажав, ние имаме и допълнување на оние празнени дупки во законот кои се однесуваат, нели. И има кривичниот закон на наше инсистирање има доживотна казна затвор. Во член 188. Знаете како тие итроги имаат срочено, вели, ако тоа се случи на грозоморен начин. Значи, треба да се така, ама и да се изманипулираш. Ако го сторат двајца или повеќе сторители, значи не може еден. Тогаш може судијата да доживотна, и ние до сега нямаме ниту една казна, а за пред меѓународните институции кажуваме дека имаме член 188 закон кривичен доживотна казна за. Сега многу често ни социјалните мрежи излегува и надпис во кој се објавува дека во 87 во Кичево педофил е убиен од да речам поради злоделото. Меѓутоа еве токму тоа што го споменавте вие,
Споменав и јас дека имаме контактна програма во кој после објавувањето на ваквите приказни многу често луѓето стварно знаат да бидат згрозени и да кажат кога би можеле би го каменувале на плоштад или така натаму. Такви работи не се случува, да го обясним, ама баш. Буквално беа такви коментарите на луѓето и дека мора да се делува малку построго затоа што со меките. Знаете, тоа е револт, гнев. Значи ти ќе имаш гнев, револт, меѓутоа ако немаш систем, ќе се изгневише, ќе кажеш што мислиш и повторно системот си е тој, се случуваат настаните, значи нешто дополнува да се променува. Да, треба јас велам мобилно, значи одговорно родителство. Не секој родител е одговорен. Центарот за социјална работа одзема родителско право како таткото ќе го силува детето или мајката ќе го убие детето и тогаш го зема родителското право. Грешка. Треба да врши строг надзор на остварување на родителско право, да им постават устови критериуми, што значи да се биде одговорен родител, и ако ги исполнат, остани си родител. Ако не, му го одземаш. И сега ќе кажат, па немаме кај да ги згрижиме од неодговорните родители, па треба да отвараме стотина згрижувачки семејства. Значи, проблем. Втор проблем е психолошко советувалиште за предбрачно стапување во брак. Треба да бидат луѓето свесни што значи брачна заедница. Понатаму, треба да има советувалиште за одговорно родителство. Не е само да имаш дете, да бидеш биолошки родител и да го сигуриш. Значи, што значи одговорно родителство? Да будеш грижа за своето дете, за неговиот правилен раст и развој. Ама некој треба да врши мониторинг на тоа семејство. Не може семејството да биде оставено само на себе. Се покажува дека имаме неодговорни родители. Кој ќе ги казни, санкционира родителите, кои се неодговорни? Центарот за социјална работа. Треба и родителите да бидат вклучени во сите овие активности кои ги спомнуваме, да бидат активно вклучени и да учествуваат на тие. А медиумите да имат едукативни програми. И она се согласивме дека не треба премолчување за никако, тоа значи соучествување под тепих на работите. Заради некоја си под наводници добро на некого. Меѓутоа лошо врз детето и врз други не само од законски аспект. Во законот за семејство вели дека секој насилство треба да се пријави, воспротивно е казниво. Но јас ќе тргнам од етички морален аспект. Секој премолчување значи соучесништво. Оставање простор на насилникот, силувачот да биде следно дете жртва, можеби на тој што премолчил. Значи треба родителите да бидат многу внимателни во тоа. И нема страф и така. Значи таа можност постои, нели, пријавување, не само можност, туку и обврска граѓанска кои работаат, нели, со деца, дали тоа ќе во институции, во училишта, предучилишни установи, не знам, градинки, школи, припатилишта и оценка на секој 5 години ако треба на кадрот кој работи во училишта, во градинка, во институции кај што децата се згрижени. Колку од наставниците, стручните тимови пријавувале некој битно насилство кој го заприметиле, дали тоа ќе биде физичко, психолошки, емоционално, затоа што, нели, стручната сепак се обучени да откриваат некои поминале некои наставници се ги зацкриват. Јас да ви кажам, има тоа што ќе има, нели, многу едноставен пример. Во општина Центар за ранливи групи на деца имат со директорите средба. И велам, тоа беше Колево Велковски училиштето. Велам, јас не се чувствам баш пријатно што сум во училиште. Ние 96 година заедно со родителите обелоденикме дека наставникот по музичко Мичо ги сексуално вознемирувал децата, се ставајќи ги на колено, допирајќи ги така натаму. И дали беше наставничката која гледала некој филм каде што биле инспирирана децата да се доверат, тој наставник немаше да биде препознат. И една од директорките мене вели, па вика, па тој беше многу добар човек. Па педофилите не значи дека се, не знам како вие ги очекувате да ги видите. Тоа е оно што го кажем на почетокот. Знаат и да се доближат. Затоа бидат такви професии. А еве сега со наставникот по историја исто, апелационен го врати повторно предметот. Значи, повторно ќе кажам, тие се таму кај што се нашите деца. Ако немаме поддршка од наставниците кои ги препознаваат овие патологии, ние не можеме да очекуваме дека промена во однесување. Наставниците се поволен дел од денот, нели, по заради тие се нашите втори родители. Затоа треба да бидат и едуцирани и да не се сега ако имало случаи кога се случувало насилство сексуално врз детето од страна на повозрастни другари, да речем, во самото училиште, меѓутоа
случајот останува затворен затоа што родителите или старателите не сакат да пријават во полиција или пријавиле па завршило само на пријавување, па не знам, директорот или стручниот тим заради лошо име да не им избира училиштето и така. За да нема недоразбирање. Меѓутоа тука е на штета на детето, и заштита понатамошно на други евентуални жртви од тоа училиште. Гледачите треба да знаат што е педофилија. Деца кои се жртви по 14 години, исторителот ако е наоко 5 години возрастен, тоа веќе може да се третира под педофилија. Господине Змијанац, господине Кочанковски, отворивме деликатна тема, меѓутоа мора да се говори на оваа тема. Навистина, тоа е заклучок кој неминовно се наметнува. Јас ви благодарам за вашето гостување, посебно вас, кои дојдовте од Скопје за оваа емисија. И се надевам дека постигнавме барем нешто во однос на тоа да не се премолчуваат работите, да одат напред, да не се премолчува педофилијата и сепак да ги заштитиме сопствените деца. Ви благодарам уште еднаш. Јас благодарам. Почитувани гледачи, овде е крајот на уште едно издание на емисијата Мотиви. Гледајте не наредната недела во истото време. Ви благодарам на вниманието.